не чека луд викенд, топ викенд. Дерби надпревари по цела Европа. Мислам дека нема лига викендов без дерби надпревари. Нема, барами нема. И секоја сезона има вакви викенди. Некојаш мислам дека намерно го места жребот. И така е све наместено во последно време, не по. Нема везе. Дај да видиме кај ќе биде најинтересно. Барса Реал Мадрид, ПСВ Ајакс, Манчестер Юнајтед, Манчестер Сити, Интер Рома и Наполи Милан. Од кај да почнеме бе, ало? Од Шпанија ќе почнеме. Прво Ел Класико сезонава и тоа во најдобар можен момент за нас. И за Реал, за Барса никако. Зошто? Зошто ќе играат без пола тим. Во напад Левандовски повреден, Рафиња повреден. Средина Де Јонг и Педри аут. Одбрана Кунде повреден. Има уште неколку. И добро се држи Парси и покрај повредиве. Се појавуваат некои нови дечки во екипата. Ама сега доаѓа Реал. Реал вака така си победува. Први се на табела, но само со бод повеќе од Барселона. Ова тука што го гледате на второ место е можеби најголемото изненадување во Европа во моментов. Но да се вратиме на Ел Класико. Кога се игра Ел Класико, се останато се брише. Повредени, форма на екипи, табела, важен е моментумот, мотивацијата и наетот. Ќе биде топ надпревар. Има неизвестност, иако предност му давам на Реал Мадрид. Еј, посавот е само овој надпревар. Не го пропуштете. Одиме во недела. Прво со Холандија. Уште едно дерби со слично име како првото, Де Класика, ПСВ Ајакс. Дербијата меѓу ПСВ Ајакс и Фейнорд во Холандија се викаат класикер дерби. Ова не е толку големо дерби како она помеѓу Фейнорд и Ајакс, ама е тука некаде. Ајакс е најуспешен во последните години, ама сезонава е катастрофа. Не, катастрофа е премал збор. Само видете ја табелава. Еј, Ајакс е предпоследен со само една победа и негативна гол разлика. ПСВ прв со максимални 9 победи и само 3 примени гола. Толку. ПСВ теп. Идеме далje. Англија, битка за Манчестер, Юнајтед, Сити. Колку и да е слаб Юнајтед, знае да тепа во градското дерби. Значи, не ги отпишувајте. Има 3 победи во серија и тепаа во текот на неделава со Копенхаген во Лигата на шампиони. Сити има 2 победи поред, меѓу кои со Young Boys во текот на неделата во Швајцарија. Сега, што ќе се случува на овој меч? Сити ќе напаѓа, ќе диктира темпо, 60-70% последна топка. Юнајтед ќе чека шанси од контри. Така веќе неколку сезони, ама тоа не значи дека нема да биде интересно. На последните 4 надпревари на овие две екипи паднаа вкупно 20 гола. Нема зошто да не биде така и сега. Ќе има голови, иако мислам дека Сити ќе тепа. Да видиме што не чека во Италија. Интер Рома. И целата пригазна се врти околу Морињо. Морињо доби црвен картон минатиот викенд и сега ќе биде на трибини. И одма шпекулации, моабети дека намерно добил црвен картон, као демек не ќе да игра против Интер. Дај во ладете малку. Дали ќе биде Морињо на клупа или не, се едно е. Интер ќе тепа. Шала на страна. Рома влезе во топ серија, има 4 победи поред и веќе може да го забори тој очен старт на сезоната кога немаше победи во првите 5 надпревари. Интер се гази, 7 победи, една нерешена и само еден пораз сезонова за прво место на табелата. За мене најубаво уште сега да заврши сезоната. Интер теп. Последен меч. Наполи Милан. За Наполи првпат зборам сезонова, мислам. Епа Наполи со Спалети и без Спалети не е истиот тим. Океј се, добри се, ама не е истиот шампионски тим од минатата сезона. Се изнамачија во Лигата на шампиони ке Унион Берлин во средата, мислам беше, ама тепа на крај. Се мачеше и Милан, ама загуби од ПСЖ 3-0. А не беа толку лоши како што изгледа по резултатот. Нема веќе тоа. Сега се е можно. Мене ме интересира дали ќе игра Елиф Елмас. Мислам нема да игра. Со Спалети почесто беше на клупа, со Гарсија уште почесто е на клупа. Тоа е. Дечки, ќе паднат голови на двете страни, ама појма немам кој ќе тепа. Кој сака нека тепа. Тоа е тоа за овој викенд. И викендов има уште топ интересни надпревари во речиси сите фудбалски лиги во Европа. Ама вие се доста за ова видео. Се гледаме наредна недела. И еј, неделава ќе почне нов серијал на BMG Network. Следете. Ај чао.